Откако е воспоставен безбеден град, возачите денеска тргнаа порано на работа. Сообраќајот се одвива умерено и побавно од вообичаено. Еве што има друго ново. Мозоци од починати луѓе од Македонија биле испраќани во САД за научно истражување за самоубиства. Основачот на инвестицијската компанија Турмалин Партнерс, Ike Гроф, на 5 февруари 2019 година примил мејл во кој се споменува Македонија, а кој сега е дел од досието Джефри Епстин. Мејлот на ниеден начин не е поврзан со скандалот со покојниот сексуален престапник Епстин и представува новинарско истражување на Bloomberg Business Week. Текстот е со наслов "Лекот стар 50 години, кој би можел да ја реши американската криза со самоубиствата", се мисли на кетамин. Во текстот се наведува дека во рамки на долгогодишното научно истражување за самоубиствата, американски научници, поврзани со Универзитетот Колумбија, имаат создадена банка од човечки мозоци за истражување. Прочитете повеќе на Слободен печат. Патниот правец Удово Валандово е затворен за сообраќај од утринските часови. Причина за прекинот на сообраќајот е излевањето на Калковска река на коловозот, поради што движењето на возилата на оваа делница не е дозволено. Сообраќајот се пренасочува по алтернативниот патен правец преку селото Марвинци кон Валандово. Системот безбеден град профункционира. Уште од прв ден резултатите видливи, а министерот Панча Тошковски задоволен. Негде отприлike околу 20 часот, драстично намалување на бројката на сообраќајни прекршоци споредено со пред 2 месеци кога започнавме со тест периодот. Отприлike имаме негде од околу 500 сообраќајни прекршоци кои што се констатирани од страна на паметните камери и навистина сакам да укажам една огромна благодарност до македонските граѓани и совесните учесници во рамки на сообраќајот заради тоа што вие сте тие кои што овозможивте драстично да се намали бројката за период од околу 2 месеци од 120.000 на 500. Вие сте тие кои што ги намаливте бројот на повредени лица во рамки на сообраќајни незгоди отприлike за околу 35% на територија на СВР Скопје и вие сте тие кои што го намаливте бројот на смртни случаи во рамки на настанати во рамки на сообраќајни незгоди од 11 на 4. Ве честитам за сето ова. Студентите имаат уште 4 дена да аплицираат за студентскиот оброк. Рокот за поднесување на пријавите истекува на 5 февруари оваа година. Правото на субвенциониран студентски оброк е наменето за редовни студенти на додипломски студии со месечен приход понизок од минималната нето плата, како и за студенти запишани на постдипломски и интегрирани студии на државните и приватните универзитети во земјава. Од МОН посочуваат дека студентите кои ги исполнуваат условите, а досега не аплицирале, можат електронски да поднесат пријава преку порталот e-услуги. Почнаа градежните активности на булеварот Македонија, со кои се очекува да се намали сообраќајниот метеж во центарот на градот Скопје. Ке се реализираат 4 фази, од кои првата треба да заврши за 90 дена. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски во изјава за медиумите рече дека следната недела се очекува да започне и тендерска постапка за втората фаза. Се надева дека целата сообраќајница, која е околу 2 километри до крајот на неговиот мандат, ќе биде завршена. Оваа фаза опфаќа проширување на дел од сообраќајниците, тука и уредување на целиот простор. Опфаќа нова атмосферска канализација и 60 нови шахти, што значи дека и атмосферските води ги средуваме во овој дел од нашиот главен град. Опфаќа на улицата Пролет приклучување и нов крак спрема улицата Борис Трајковски и уште едно проширување и нов крак на улицата 11 октомври, рече Ѓорѓиевски. На денот на историската заплена на 5 тони марихуана од Македонија во Србија, двајца клучни началници добија чистка од одделот. Министерот за внатрешни работи Ивица Дачик за успешната акција со цела уста го пофали новиот шеф на управата за криминалистичката полиција. Иако по правило, полицијата постапува по налог на обвинителството, што срамежливо го констатираше и самиот министер. Никој не можеше ни да претпостави дека прашањето од $1.000.000 ќе биде кое точно обвинителство. Еден од уапсените
бил функционер на владеачката партија, која е во блиски односи со министерот во владата на Србија. Поранешниот британски министер Питер Манделсон ја напушти лабористичката партија на премиерот Кир Стармер по новите извештаи за неговите врски со покојниот американски финансиер и осуден сексуален престапник Джефри Епстин. Објавувањето на најобемниот сет документи поврзани со Епстин досега веќе има конкретни политички последици. Националниот советник за безбедност на Словачка Мирослав Лајчак поднесе оставка откако документите открија негова електронска комуникација со Епстин. Документите отворија и прашања за контактите на некои од најмоќните луѓе во светот. Меѓу имињата што се појавуваат се и основачот на Тесла, Илон Маск, и коосновачот на Google, Сергеј Брин. Владини документи ги открија идентитетите на двајца федерални полицајци кои го застрелаа и убија Алекс Прети во Минеаполис. Станува збор за атентатот на граничната патрола и службеникот на царинската и граничната заштита. Во времето на инцидентот, двајцата агенти учествувале во операцијата за спроведување на имиграцијските закони започната во декември. Како дел од операцијата, голем број вооружени и маскирани агенти биле распоредени низ целиот Минеаполис. Највисоките американски и израелски генерали одржаа разговори во Пентагон среде растечки тензии со Иран, изјавија американски функционери. Тие не понудија детали за разговорите за затворени врати, на кои присуствувале шефот на генерал штабот на американската војска и шефот на вооружените сили на Израел. САД испратија воени бродови и ја засилија својата противвоздушна одбрана на Блискиот Исток, додека Доналд Трамп постојано му се заканува на Иран со воена акција поради бруталното задушување на антивладините протести и го притиска да се врати на преговарачка маса. Во речиси сите сојузни покрајни во Германија денеска ќе има значителни проблеми во јавниот превоз. Причина е предупредувачкиот штрајк на кој повика синдикатот. Автобусите, трамваите и возовите од подземните железници, кај многу општински транспортни компании, ќе останат во депо поради штрајкот. Куба се соочува со сериозна хуманитарна и енергетска криза, откако Доналд Трамп се закани со царини за земите што и доставуваат нафта, а Мексико најави испраќање помош. Куба редовно се соочува со долготрајни прекини на електричната енергија поради застарената електроенергетска мрежа и хроничниот недостиг на нафта. Во многу делови од земјата струја нема и по 12 часа дневно и повеќе. Карипскиот остров моментално минува низ една од најтешките економски кризи од 1959 година наваму, кога по револуцијата беше воспоставен режимот на Фидел Кастро. Најмалку 38 лица починале од хипотермија во Полска оваа зима, што е двојно повеќе во споредба со истиот период лани, соопштија полските власти. Поради екстремно ниските температури и најавената најстудена ноќ во годината, службите се во зголемена подготвеност, а се стравува и дека бројот на жртви може дополнително да се зголеми. Урагански ветрови и рекорден студ, Флорида со температури невидени во последните 50 години. Во сојузната држава Северна Каролина, количината на снег беше меѓу највисоките од почетокот на мерењата. До неделата наутро, во некои крајбрежни подрачја беа измерени повеќе од 25 сантиметри снег, додека во градот Шарлот тоа беше четвртиот најснежен ден во последните речиси 150 години. Освен Северна Каролина, погодени се и Јужна Каролина, како и делови од Џорџија и Вирџинија. Неколку земји започнаа нов групен предизвик, така наречено целосно бришење на апликациите за социјални мрежи во текот на февруари, со цел намалување на зависноста и од паметните телефони и враќање на контролата врз вниманието. Според истражувања, 64% од французите изјавиле дека би прифатиле дигитална детоксикација. Токму на тоа се надоврзува и шпанската иницијатива од февруари, која годинава за првпат се спроведува и во Франција, Велика Британија и САД. За крај
крај временска прогноза. Времето денеска ќе биде променливо облачно со услови за слаби врнежи од дожд и снег во крајните западни делови, каде ќе дува слаб ветер од променлив правец, а во источните делови ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Максималната температура ќе достигне до 9 степени. Во Скопје претежно облачно со слаб ветер од променлив правец. Овие 2 дена времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Нови врнежи од дожд, а на планините снег се очекуваат од четврток. Гледавте вести на Слободен печат. Благодарам на вниманието и на довербата.